400 кубни метри отпадна вода влегува и исто толку излегува од пречистителната станица во Струмица. Се почнува водоводната цевка од каде што водата влегува на механичка преработка. Паралелно со тоа, станицата има и посебна единица за прием и прочистување на отпадот и од септичките јами, што во моментов е бесплатно за граѓаните. Значи, водите од Струмица по пат на цевовод доаѓаат во првата шахта. На таа шахта има инсталирано и мерна станица, каде што се взимаат примероци од влезната вода. Значи, се мерат параметри од влезната отпадна вода од Струмица. Од овде има и бајпас, во случај на дефект на целата станица, бајпас директно оди на излезната шахта од водата. И за таа единица толку имам да кажам, значи тука е само една обична комора кај што доаѓаат отпадните води и понатаму се усмеруваат во првата просторија каде што има механичко чистење на водата. Така. Значи, Вака малку лаичко прашање за толков голем град, како успева целата отпадна вода нели да помине тука? Голем град, значи бројката е 400 кубици на саат. Значи 400 кубици на час доаѓаат просечно, значи доаѓаат и повеќе, доаѓаат и помалку, меѓутоа просечно доаѓаат околу 400 кубни метри вода на секој час. Параметрите кои што рековте компјутерски одат во лабораторијата или механички се земаат? Не се компјутерски. Мерната станица внатре има, сега не знам дали има потреба да ги отварам тука, значи има автоматски се зема примероци, има садови кај што се земаат примероци, кај нас во лабораторија се обработуваат и се добиваат резултатите. Некои се чекаат да се добиваат и после неколку дена. Моментално се добиваат, се мери pH вредност, се мери температура, се мери COD и BOD5, значи тие се биолошко и хемиско загадување на водата, на влезната вода. Исто таков ормар или мерен апарат има и на излезната вода, и на излезната вода исто така се земаат па се прави споредба колку е прочистена водата. Да. На испустот водата е со квалитетот втора класа, вели Зимбаков, сосема безбедна и за наводнување, но и за користење како техничка вода таму каде што има потреба. После таложниците, кружните таложници, значи водата пак по цевовод доаѓа, ова е дезинфекционен базен, кој во моментот не се користи како дезинфекционен. Значи, тука може најубаво да се види колку е прочистена водата, што ја викаме отпадна вода во Струмица, значи да не спомнувам од кај што ја собираме. Значи од овде оди директно во река Тркаина, а од таму се знае каде. Кој е квалитетот? Значи квалитетот, таа вода е рангирана во втора класа на чиста вода. Значи прва класа е таа што ја пиеме, таа е втора класа на чиста вода. Таа истата вода може да се користи за наводнување и за техничка вода во индустријата. Моментално, од кај нас, освен ние што ја користиме, никој друг не ја користи, затоа што од овде излегува директно во река. Пречистителната станица во Струмица официјално беше пуштена во употреба во декември минатата година. Парите за нејзината изградба беа обезбедени од Европската унија преку оперативната програма за регионален развој и чинеше 6,5 милиони евра. Тогаш властите најавија дека во 2018 година и Радови, Шкичево и Прилеп треба да добијат вакви капацитети, а со програмата на ИПА 2014-2020 планирани се објекти за Битола, Тетово, Штип и Велес.